гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Ујо Кутрово информираше дека е обжалена мерката куќен притвор за бизнисменот Јаховски, кој е син на пратеник на ДУИ, осумничен за перење на милионски суми пари. Обвинителите бараат кривичниот совет да ги земе во предвид наводите во пријавата и да ја замени мерката со ефективен притвор. Обвинителството предвадено отвори истрага против 13 лица и една фирма кој ги товари за серија кривични дела како злоупотреби, перење пари при набавка на мазут со сомнителен квалитет за државните електрани. Првоосумничен е Радко Капушевски, кој е во истражниот затвор Шутка заедно со неговиот партнер Слуковски и екс-директорот на ЕСАМ Адријан Муча. Останатите 8 лица се во куќен притвор. Екс-директорот на ЕСАМ Васко Ковачевски и натаму е во бегство. Оваа тема и денеска е во фокусот на меѓупартиските обвинувања. Од ВМРО-ДПМН посочуваат дека СДС и ДУИ обединети со нивните корумпирани измеќари, суди и обвинители ја штитат мазот мафијата која направила криминал тежок 167 милиони евра. Судството и обвинителството се во акција за одбрана на криминал тежок 167 милиони евра за канцероген мазот со кој се труеле граѓаните. За дел од набавките, според информациите во јавноста, немало ниту јавен повик, а владата предводена од СДС, кога премиер е Зоран Заев, а Венко Филипче, министер за здравство, внимавајте, во една од набавките во декември 2021 година, директно го помогнала купувањето на канцероген мазот со 15 милиони евра буџетски пари. Од тука обвинителството и судството ги штитат директно и Заев и Филипче. Дополнително, правосудниот систем на СДС и ДУИ преку мерка куќен притвор за еден од осумничените, синот на пратеникот Јаховски, праќа порака дека ако го крадеш народот и ако притоа со тие негови украдени пари дополнително и го труеш, следи само символичен чин притвор во домашни услови. За овие 9 месеци ДПМН е склучиле 170 тендери со Пуцко Петрол, возвраќаат од СДСМ. Подобро е ДПМН да молчи да не го повикува СДСМ за било што поврзано со Пуцко Петрол и Радко Капушевски, бизнис изроден како резултат на коалицијата ДПМН и ДУИ. Пуцко Петрол е компанијата која израсна во време на коалицијата ДПМН и ДУИ и е главен бизнис партнер на сите градоначалници на ДПМН, но и на институциите кои ги водат. Само во последните 9 месеци, општини и институции раководени од ДПМН имаат склучено 170 тендери со компанијата Пуцко Петрол. За ова треба да одговори ДПМН. СДСМ дава поддршка на истрагата и очекуваме целосно расветлување на случајот, се вели во писменото соопштение ова утро испратено од СДСМ. Се уште нема информации од Судскиот совет како ќе постапи по изгласаната недоверба на 5 членови пред 2 дена во собранието. Интерпелациите заедно со заклучоците во кои стои дека членовите веќе немаат легитимитет за работа се испратени и до самиот совет. Со оглед дека интерпелациите немаат правно дејство, станува или советот да покрене постапка за нивна одговорност или самите да си поднесат оставки да се повлечат од функциите. Вчера претениците од власта и премиерот повикаа на седница на Судскиот совет, а членовите на кои им беше изгласана недоверба да си поднесат оставки. Опозицијата пак обвини дека ова е директен упад во судската власт, интерпелациите се неуставни и тие не водат кон никаква реформа. Председателката Гордана Силјановска-Давкова утрово се обрати на отварањето на 12-тиот форум во Баку, посветен на актуелните геополитички превирања. Силјановска порача дека Обединетите нации се маргинализирани тогаш кога се најпотребни. This is especially important in the year of 2025, which some expect to be a turning point. Day by day, more and more questions arise, and there are less and less answers. The world is becoming a very different place. Multilateralism is giving way to multipolarization. The growing geopolitical rivalry is weakening the system of collective security. The United Nations turns marginalized when we need it most. The post-World War II consensus is being called in
in which the rules-based international system is being undermined. По домот на Арама утрово се одржа трибина посветена на Македонија 5 години во НАТО. Министерот за одбрана порача дека Македонија е рамо до рамо со најголемите светски сили. Државата одвојува 2% од буџетот за одбрана, а најави дека македонската армија и натаму ќе се модернизира. Согласно НАТО потребата, ние треба да издвојуваме 20% од нашиот буџет за модернизирање. И навистина оваа година ќе има доста проекти што ќе ги реализираме и затоа најголемиот буџет средства во буџетот што ги имаме се токму за оваа намена. Јас сакам да ме информирам дека 32% од нашиот буџет во оваа година се директно одвоени за модернизација. И тоа ќе продолжи и во наредните години. По завршување на овие договори започнуваме нови договори каде што ќе видиме дали ќе бидат се разбира држави со држави, дали ќе продолжиме со некои други постапки, но важно е армијата да се модернизира, да ги модернизираме нашите капацитети и пред се да вложуваме во човечкиот потенцијал. Кога треба да бидеме еднакви на масата и да седиме со големите земји членки, треба да одвојуваме средства и за овие објекти денес кај што сме тука. И сакам да најавам дека сите овие објекти што се од Министерството, како што е Домот на Арама, кој што оваа година започнуваме фаза на проектирање, да направиме проект и да започнеме со целосна реконструкција здрави од следните години. Сите оние капацитети што ги имаме за граѓаните, за вас, за сите, да ги ставиме во функција. Истражувањето на Центарот за граѓански комуникации покажува дека во изминатите 2 години државните институции набавиле нови автомобили за 8,5 милиони евра. Најскапо возило од 55.000 евра набавила општината Шуто-Оризари. Мислам дека не треба некоја посебна анализа за да се свати дека 55.000 евра службено возило за општина е скапо и нерационално трошење на парите, колку и да е богата таа општина, а не нашите општини кои што голем дел се со долгови, со блокирани сметки, им дава државата, односно владата, пари за проекти. Значи, нема доволно пари и мислам дека купувањата на вакви работи треба да ги усогласат со своите буџети, значи да бидат соодветни на парите што ги имат, а исто така треба да се погледа и просечниот стандард на граѓаните кои што го полнат буџетот, па да се види дали граѓаните просечно можат да возат возило од 55.000 евра. Општината сепак е, да кажам, една прва фаза, прва етапа на власт непосредна до граѓаните, така што мислам дека треба тука секоја општина да размисли пред да направи такво нешто, а не е лошо и на ниво на сите општини да се донести некаков, можеби правилник, да се направи некакво упатство кое што ќе некако им ги насочи што и како да прават кога купуваат возила. Стартува сезоната на алергии, па матичните лекари апелираат лицата на кои најмногу им пречи присуството на полен навреме да почнат со терапија. Матичните лекари, но и лекарите од итната медицинска помош предупредуваат дека со цветањето на дрвјата почнува сезоната на алергиите. Томица Наков, лекар по општа медицина во итната медицинска помош во Штип, вели дека најчесто пациентите се алергични на поленот, кој е застапен во воздухот овој период од годината. Тие пациенти значи не се нови, туку тие веќе си знаат дека имаат проблеми од самиот полен. Значи првична симптоматологија што ќе се појави кај нив е течење на нос, сува и надразнителна кашлица, кивање, печење и солзење на очите. Генерално таа е симптоматологијата и таа може лесно да се превенира доколку самите пациенти кои што си знаат дека се преосетливи на полен почнат да си ја земат антихистаминската терапија на редовно. Превенцијата треба да започне пред појавата на поленот, односно пациентите да почнат со терапија и на тој начин да го зголемат количеството на лекот во организмот. Исто така не треба да се движат на места каде што има повеќе дрвја или цветови, во паркови или пешачки патеки низ зеленило. Изложувањето на тие места ќе ги зголеми симптомите. Сега доколку некои луѓе се морално мора да се изложени на тие места, дали им е таму работното место или
која да е причината, може тоа да се превенира освен со лекови, туку и со носење на заштитни маски. Алергиите не се преносливи и представуваат индивидуална здравствена состојба на секој поединец. За Сител, Трајан Ристовски. Расте бројот на сообраќајни несреќи во Охридскиот регион. Најголем број се регистрирани на автопатот Кичево-Охрид, кој се уште е во изградба. Зачестените полициски контроли пак утврдиле дека брзото возење е најчеста причина за сообраќајни несреќи. Сообраќајни несреќи алкохолизирани возачи ги полнат полициските билтени во Охрид. Брзо возење, непочитување на правилата за првенство на минување, управување под дејство на алкохол се најчестите причини за незгоди. Речи се и да нема дена да не се случи сообраќајна несреќа. Пред само 2 дена беа повредени 4 лица, а за жал таа која што се случи на 8 март кај Рача заврши со смртни последици, во која загина 27 годишен моторциклист. За жал зголемен е бројот на жртвите, што само по себе значи дека полициските службеници интензивно треба да бидат на сите оние патни правци каде што се регистрирани најголем број на сообраќајни незгоди. Тука пред се мислам на автопатот во изградба Охрид Кичево. Полицијата го зголеми надзорот следејќи ја брзината, користењето на алкохол и мобилни телефони за време на возењето. Од почетокот на оваа година полициските службеници на овој патен потек, но и на другите пофреквентни сообраќајници ги интензивираа сообраќајните контроли, зголемен е бројот на сообраќајните пунктови и зачестени и засилени се акцијските контроли во патниот сообраќај. За месец февруари до денес случаи се вкупно 11 сообраќајни несреќи во која повредени се 11 лица. И на минатата година, според податоците, беа регистрирани 280 сообраќајни несреќи со 5 жртви. Иако во 2024 година има помалку несреќи, бројот на загинати е зголемен. Нина Ритоновска, Сител телевизија.